Почитувани граѓани, почитувани медиуми, во текот на вчерашниот ден целата јавност беше сведок на тоа како со Република Македонија управува криминален ганг. Вистински криминален октопод, чии пипци одат до врвот на власта. Сведоци сме на афера, чии корени одат многу подлабоко од тие две осумничени лица, познати на јавноста, кои што треба да бидат жртвени јагниња. Вчера граѓаните беа сведоци на втор криминален октопод на СДСМ предводен од Зоран Заев. Но овој пат многу поголем, со изразена криминално, рекетарска, медиумска спрега на високи функционери на власта. Овој втор криминален октопод е милје со чинето од неформален собственик на медиум, обвинители чие дејание не може да биде возможно без поддршка од врвот на власта, каде имаме злоупотреби на медиум, тргување со правдата, финансиски интереси и политички мотиви. Нема човек, нема граѓанин кој верува дека сето ова е возможно без силна закрила, подкрепа и институционална поддршка од самата врхушка на власта. Затоа вчерашната панична акција е само театар да се спасат вистинските нарачатели на ваквиот криминал, да се заштити колку може извршителот Катица Јанева и да не се дознае каква монструозна гарнитура владее со земјава. Видовме со каква леснотија државава има премиер кој за 5 секунди влегува во договор за донација од 100.000 евра за Вартоломеј. Претходно го видовме на она видео како договара за она кај Мирчо свињарникот по принципот евро за евро. А денес имаме случај каде во игра се милиони евра. Зарем некој мисли дека врвот на власта не седи за овој скандал? Но додеме со ред. Пред 4 месеци од прилика јавно предупредив на криминалот на специјалното јавно обвинителство поддржан од врхушките на власт и за фактот дека се злоупотребува за политички цели. Премиерот Зоран Заев жестоко се спротивстави и застана директно во одбрана на извршителот Катица Јанева. Таа беше неговата црвена линија од која не отстапуваше на разговорите и нашите напори за вистинска реформа во обвинителството. Вчера и видовме зошто грчевите ја бранеше. Денот започна со задоцната и нервозна пресконференција на која Заев повика на лидерска средба и преведување на двајца осомничени за рекет кои вршеле влијание преку СЈО и тамошните обвинители. Следеше и условена оставка на Катица Јанева. Оставка која што всушност и не е оставка, со изговор да не била таа пречката во процесот на постигнување на договор за реформи во обвинителството. Но истинската причина за таквиот чекор не е затоа што се работи за личност со високи морални и етички принципи, туку тоа е излезно сценарио за сомнежот дека е до гуша во криминал. А реков дека оставката која Катица Јанева вчера ја даде и не е оставка затоа што и денес Катица Јанева, обременета со такви сериозни скандали позади себе, продолжува да биде шеф на компрометираното специјално јавно обвинителство, кое за ВМРО ДПМН е минато завршено време. Од руското обвинителството на Катица Јанева и беше одземен само телефонот, без било какви дополнителни мерки. А совршено е јасно дека силата на двајцата обвинети е токму можноста за влијание преку специјалното јавно обвинителство, врските кои тие ги имаат со Катица Јанева и врските кои што тие ги имаат директно со врхушката на власт. Со други зборови, не е можно обвинетите да вршеле влијание без силата на компрометираното специјално јавно обвинителство и врските кои што тие ги имаат со врхушката на власт.
Не случајно претходно реков дека вчерашниот ден беше само театар, да се спасат вистинските нарачатели на криминалот. А тоа е така, бидејќи вчера никаде ги немаше во војнението фамозните Фрики и Кики, кои заедно со прво обвинетиот се говореше во одредени надписи дека вршеле уцени, изнуди и влијанија. Мојот сомнеж, сомнежот на ВМРО ДПМН е дека во сето ова се вклучени директно лица од самата врхушка на власт. Затоа, овде пред вас, пред македонската јавност и пред медиумите, ќе поставам неколку прашања за кои што јавноста мора да го знае одговорот, а одговорот очекувам да го даде врхушката на власт. Дали е точно дека силата на Кати Цијанева доаѓа токму од премиерот, кој во една прилика, охрабрувајќи ја и вели: не се секирај, се ќе биде во ред. Ке повторам: не се секирај, се ќе биде во ред. Дали е точно дека при средба во домот на прво обвинетиот чест гостин е висок функционер од редот на СДСМ во друштво со специјалниот јавен обвинител Кати Цијанева и во тој дом се договараат обвиненија и понатамошни постапувања по тие обвиненија? Дали е точно дека политичка заштита на пипците на овој октопод се високи функционери од врхушката на власт, од редот на СДСМ, во јавноста познати како псевдонимот Фрики и Кики, а се со цел да обезбедат дополнителни финансиски и други бенефити за себе и за останатите кои што се денеска во притвор? Дали е вистина дека лично обвинителката Јанева ја има во разговорите со прво обвинетиот кои се предмет на истрага? И на крај, дали е вистина и дека други лица, на начин како што сега се обвинети овие двајца, си завршиле работа со обвинители од специјалното јавно обвинителство и врхушката од власт за непокренување на обвинение? Апелирам, не случајно ги поставувам овие прашања и очекувам во најскоро време одговори од власта. Компромитираното специјално јавно обвинителство е завршена работа. А првиот чекор веднаш треба да биде притвор за Кати Цијанева и за сите други вмешани во овој криминален октопод. Исполнети се сите услови за ваква мерка. Можност за повторување на делото, затоа што Јанева и денес е прв човек на ова компромитирано, корумпирано специјално јавно обвинителство. Постои можност за бегство и можност за влијание врз сведоци. Сето останато е само слабо и бледо алиби. Ваквото компромитирано специјално јавно обвинителство е последица на корумпирана до гуша власт. И ако некој има дилеми, зошто не добивме датум за отпуштување преговори со Европската Унија ова лето, еве го одговорот. Затоа што имаме криминален октопод кој владее со државата и тргува со правдата. Тоа што за бизнисмените е рекет, за политичарите е притисок. Затоа треба веднаш оставки и веднаш предремени парламентарни избори. За на крај, гледам дека господинот Зоран Заев повикува на лидерска средба во петок. А јас ќе одговорам дека не ја гледам. Ќе повторам, не ја гледам потребата од моје присуство на средба на која ќе се разговара за се и тоа ќе биде алиби, а нема да се разговара за тоа што денеска е потребно на Република Македонија
датум кога ќе имаме предревени парламентарни избори. А тоа е така, затоа што и покрај оние стендап настапи во владата, и покрај она себехрабрење, кое што го кажува господинот Заев, дека е подготвен да излезе секогашни избори, самиот тој е соочен со сопствениот страв од дебакал на такви избори, а потоа, како што напишав во една колумна, секој што си дробел, тоа и ќе си срка. Ке подсетам, јас бев првиот кој го повика премиерот да соработуваме за датум за избори. Таа понуда траеше со денови. Кој беше одговорот од власта? И отворли понудената рака и одговори со прогон. Одговори со прогон врз сегашни, актуелни високи функционери на ВМРО ДПМН, но и со поранешни функционери од ВМРО ДПМН. Како да имаме средба со така диаметрално спротивни ставови? Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија, ја користам оваа можност да ви информирам дека работни групи составени од ВМРО ДПМН и работни групи кои што ги предложи СДСМ веќе интензивно работат на Законот за јавното обвинителство, иако ставовите се диаметрално спротивни, за делот разликите говоревме, една од црвените линии беше Кати Цјанева, гледаме денеска веќе за неја не се не дискутира. Изминатата недела работна група од ВМРО ДПМН имаше состанок првичен со работна група од СДСМ и се разговараше за пописот. Истовремено веќе подолго време високи представници од ВМРО ДПМН и од СДСМ разговараат за изборниот законник. Моментално позициите се диаметрално спротивни. Театар кој што би значил дополнително оддалечување од вистинските теми, кој што сака да го подготви и пријади на македонската јавност Зоран Заев, во овој момент за нас не е потребен. Остануваме фокусирани на реформите, остануваме фокусирани на тоа што им е потребно на македонските граѓани и на тоа што е потребно на Македонија. И сосема на крај, ке кажам, одбројани се деновите на власта, да внимаваат што прават и да не влегуваат во непромислени чекори и постапки, кои би можеле дополнително да ја отежнат ситуацијата. Овој криминален октопод може да се реши само со смена на оваа власт, а потоа постигнување на правда и враќање на правната држава. Заев смета дека треба да се заштити компромитираното специјално јавно обвинителство, а се со цел притисок врз политичките неистомисленици, за нас тоа е минато завршено време. Заев смета дека треба да имаме попис со десетици пропусти и можност за злоупотреба. Ние сметаме дека треба да се следат европските директиви за објективен попис. Ви благодарам. Повелете ако имате прашање. Господине Мицкоски, во една прилика пред изборите кажавте дека господината Кати Цјанева ви дала некаква понуда со цел вие да ја поддржите за нејзин ред. Беше ли дел од овој обид за подкуп или за тргување со влијание и со вас? Јас и тогаш кажав, но еве и денеска ќе го повторам тоа што тогаш го кажав, е дека во еден разговор со специјалната јавна обвинителка околу иднината на имотот на ВМРО ДПМН, од нејзина страна, од мене беше побарана поддршка за законот за јавното обвинителство, а се со цел таа да го онмрзне имотот на ВМРО ДПМН. И подготвен сум за ова да сведочам, но и подготвен е третиот присутен на состанокот исто така да сведочи за ова што го зборувам. Го креативите во обвинителството, пошто бидејќи обвинителството повика секој што има некако... Објективното обвинителство по допрен глас до сега можеше да постапи и веќе да покрене обвинение за уцена кон лидер на опозицијата. Ама за жал ова е се, само не е објективно обвинителство. Каде се индициите од театарот
Порошенко Столтенберг, каде се индициите од набавката на системот за следење за навигација, каде се оние разговори каде што обвинители суди веќе 2 години се снимани, каде се десетици случаи во оваа држава каде што овој така наречен независен обвинител требаше до сега да постапи. Или врвот на постапувањето е да се одземе на господјата Катица Јанева мобилниот телефон. Тоа е срамота што денеска се случува во Република Македонија. Катица Јанева, која што требаше да биде заедно со нејзиниот тим символ за правдата во оваа држава, поддржана од врхушката на власт, стана символ за еден нов октопод и криминалот во оваа држава. Чии оставки барате? Го кажавте зборот оставки во множина, тоа значи барате повеќе оставки од повеќе функционери. Може ли да бидете попрецизни во таа смисла? Дали од премиер? Видете, јас затоа поставив неколку прашања и побарав одговори за тие прашања од страна на владата, обвинителството, па еве они нека постапуваат и нека дадат одговори по тие прашања, еве нека допре конечно еднаш ка гласот на објективниот глас за објективни одлуки од страна на обвинителството. Инаку оставка бараме од владата и организирање на предвремени парламентарни избори. Ги знаете, имате ли информации кои се ликовите кики и фрики кои вие ги споменавте? И дали тоа се двајцата пратеници за кои што медиумите веќе објавуваат дека се опатени со истрагата? Па да оставиме органите на прогонот и обвинителството да се завршат, ако се објективни, домашната задача, да се размавнат, имаат широк терен, имаат докази, самите рекоа дека имаат материјали, аудио и видео. Мислам дека тие материјали ќе дадат одговор кој се е замешан во оваа афера. Затоа уште еднаш ќе потсетам, не се секирај, се ќе биде во ред. Каков ќе биде кредибилитетот на специјалното јавно обвинителство по оваа ситуација? Па зарем ние сега ќе разговараме за кредибилитет, зарем се уште тој збор ќе го поврзуваме со Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство? Мислам дека е безпредметно воопшто да губиме време и да разговараме за било каков кредибилитет и на специјалната јавна обвинителка, но и на тимот кој што ја поддржуваше специјалната јавна обвинителка. Иако, ќе повторам, апелиравме цело време, зборувавме дека се злоупотребува нејзината позиција за политички уцени и рекетирање на бизнисмени. Да се надоврзам на истото прашање, неколку пати во говорот рековте дека вакво, да цитирам, компрометирано СЈО е минато. Од друга страна, правилите работни групи преговараат за законот за јавното обвинителство. Што е сега намасна, нов формат ќе барате на СЈО, комплетно нови кадри? Идејата, уште на самиот почеток на тие преговори беше дека откако ќе му замине, истече мандатот на специјалното јавно обвинителство, тоа престанува со постоење. Ние зборуваме за јавно обвинителство, каде што ќе има јасна субординација, каде што ќе се знае кој е јавниот обвинител, каде што ќе се знае кој е обвинителот кој што ќе се занимава со висока корупција, гонење и криминал, кој е обвинителот кој што ќе се занимава со гонење на организиран криминал и корупција и така натаму. Ние никогаш не сме разговарале за мандат кој што специјалното јавно обвинителство би го имал и како продолжение на овој закон кој што беше донесен пред 4 години и кој што е резултат на политички договор. Има ли комплетно нови кадри, доколку се договорите за сега? Според вас? Видете, има принцип како се бираат обвинители и судии во оваа држава, но доколку мене ме прашувате, ако прашањето подразбира дали ВМРО ДПМН како политичка партија би поддржал дел од кадрите кои што се дел од специјалното јавно обвинителство, одговорот ќе биде негативен. Господине Мицкоски, госпоѓата Мирче Мицкоска има пресконференција сега во моментот и рече све што е покренато до сега е законски и ќе стои тоа, тие кривични дела што се кренати, ќе продолжуваат. Ваш коментар. Видете, јас не знам што кажа, не сум го слушал пресот на господјата Ленче, но на што јас можам да го кажам, врз основа на она навигација која што јас ја поседувам, е следно. Законот за специјалното јавно обвинителство е јасен. Се што е покренато до 36.2017 е покренато обвинение од страна на овластен тужител, во случајот специјалното јавно обвинителство. Се што е покренато после 36.2017
е дејство на неовластен тужител. Сега се поставува прашањето зошто тоа го правеле? Еве гледате зошто тоа го правеле. Ке ви покренат насилнички процес за да може да ве рекетираат. Но единственото дело, ќе ве подсетам и ќе подсетам македонската јавност, која што после 36.2017 завршува со обвинение, е случајот Талир, каде што партијата ВМРО-ДПМН е вклучена. Значи, јасно е што се правило и која била интенцијата на инструментот на врхушката на власт. Од една страна да се врши политички притисок врз неистомислениците, а од друга страна да се покренуваат обвиненија и да се рекетираат бизнисмени во држава. И вие денеска, како независна јавност, јас ве замолувам, наискрено ве замолувам, објективно да следите и внимателно како ќе се развива овој случај. Сега кога знаете дека случаите биле со некаква политичка позадина, кога СЈО има загубено кредибилитетот, како што велите, кога знаеме сега дека се барал подкуп за да се ослободат овие случаи и слично, ќе барате ли можеби некаква експертиза на обвиненијата или можеби повлекување, поништување на тие обвиненија претходно што ги покренало СЈО? ВМРО-ДПМН останува фокусиран на реформите, бидејќи реформите се важни за Република Македонија, но истовремено ВМРО-ДПМН бара одржување на предвремени парламентарни избори во името на демократијата, во името на правдата, во името на правдината и да се стави крај, конечно, еднашка на вакви корумпирани луѓе во оваа држава, за да можеме ние да продолжиме понатаму да се градиме и како држава која што ќе нуди иднина за секој еден граѓанин. Тоа е суштината во која што ВМРО-ДПМН ќе биде. Минатата недела дури излезе со еден став, односно со еден некаков предлог или фрлање на ракавица, ако сакате, со некаков политички речник, во однос на датумот за одржување на парламентарни избори. Отприлика гласеше средината на мај, почетокот на јуни, заради пописот, или во октомври. Вчера премиерот го повтори делот за октомври. Што според вас би било... Видете, октомври е практично редовни избори се тие во октомври. Добро, но што според вас би значило предвремени парламентарни... Но терминот, еве, тоа е личен мој став, се уште не е разгледуван во рамките на органите на партијата. Терминот април месец делува симпатично. Уште едно прашање, само ако може рековте дека април делува симпатично за предвремени избори, меѓутоа тогаш нели се планира и пописот? Видете, ВМРО-ДПМН не го планира пописот во април 2020. Вие ме прашавте, вашиот колега или колешка беше кој датум би бил прифатлив и јас дадов одговор. Ако ме прашувате кој е ставот на ВМРО-ДПМН за пописот, еве ќе ви одговорам. Ваков каков што е предвиден, ВМРО-ДПМН нема да го прифати законот за попис и ВМРО-ДПМН ќе ги повика граѓаните во Република Македонија на непопишување. Токму затоа е целта на тие работни групи да разговараат и да приготват закон кој што ќе одговори на статистичка операција, каде што Македонија ќе добие одговор како ќе се развива во иднина.